Новото издание на Надкаст, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде господин Петар, митрополит Преспанско-Пелагонески. Добре дојавте. Владико Петар, повторно се соочуваме со лагиот еден ист извор, се вика Јован Вранишковски, световно име Зоран, кој што изнесе многу невистини повторно за Македонската православна црква. Овој пат де СПЦ била мајка црква на МПЦ, де Охридската архиепископија била под пеќката, што е нелогично, вадеше и некои бугарски метафори и слично. Како гледате на овие најнови лаги од едната иста адреса? За волја на вистината треба да говорим онака како што се работите реални, вистински и да не се остави впечаток кај слушателите, кај верниот народ, дека ние како архиереи владици од црквата македонска манипулираме со верниците и со севкупната јавност. Имено по прашањето на тоа која е мајка, која не е мајка, од секогаш сме го коментирали и дискутирале тоа, јасно е како ден дека гледано од аспект на тоа мајка и ќерка се однесува на црква ќерка која всушност е израсната или одвоена од црквата во која претходно се наоѓала. Од таа гледна точка ние можем добро имаме и литургиски текст, црковна песна, 3 стихира, 8 глас воскресна, каде што пееме радуј се Сионе, сјати мати цркво, Божие жилиште, радувај се мајко Сионе, значи Ерусалимска црква, мајко на црквите, живеалиште на Бога. Така што од тој аспект, која прва црква е создадена, тоа е Ерусалимската црква, што ја создал самиот Спасител Господ Исус Христос, а прв епископ бил свети апостол Јаков. И оттаму литургиски гледано и догмаски гледано, мајка црква е Ерусалимската црква на сите православни цркви. Гледано временски пак, кога во одредени периоди црквите потпаѓале под јурисдикција на други цркви, во таков контекст на нештата може да се рече дека мајка црква во тој период, кога немала таа црква своји врвни ереи, односно архиереи, владици, е таа црква што и ги хиротонисала епископите. Во тој контекст на нештата може да се рече дека Српската православна црква по Втората светска војна, кога ја не сме имале епископи, Српската црква ни даде еден епископ, кој што беше од нив хиротонисан, тоа е возобновителот на Охридската архиепископија, односно Македонската православна црква, архиепископот блаженопочинатиот Доситеј. И потоа, исто така, заедно со српскиот патриарх и двајца архиереи на Српската црква и архиепископот Доситеј го раковоложил вториот епископ, претходникот мој, митрополитот Климент Преспанско-Битолски, и со тоа ние се стекнавме со право да можеме натаму да хиротонисуваме епископи. Многу е битно да се потенцира дека ние во 1959 година од Српската православна црква добивме одлука или томос може да се рече од Српската црква дека ние сме самостојна црква. Под самостојна подразбираме црква која ги има трите власти, а тоа се законодавната власт, бидејќи ние си го гласаме и донесуваме уставот на нашата црква, и извршна власт, бидејќи извршната власт е нашиот синот на нашата Македонска православна црква, и телата и органите архиепископскиот црковен народен собор и архиепископскиот управен одбор, како и исто така судска власт,
А највисоката судска власт во нашата црква е светиот архиерејски синод кој им суди на архиереите и таму дури во 6-та точка од таа одлука на Српската црква стои: Уставот на Српската црква повеќе не важи за епархиите во тогаш Народна република Македонија. Со тоа, гледано од аспект на избор на архиереи, на поставување на архиереи и така натаму, ние бевме просто може да се рече автокефална црква, а патриархот српски беше како еден вид обединител на двете цркви, на македонската и српската црква, и така се подпишуваше патриарх српски и македонски и патриарх на српската и македонската православна црква. Ова треба да се знае еднаш за секогаш, дека со овие вистини ние секогаш настапувавме во сите наши коментари и дискусии што ги водевме со помесните православни цркви, почнувајќи од Константинополската, Цариградската патриаршија, Руската црква и натаму со сите други помесни православни цркви со кои што сме имали комуникации и дискусии на ниво како на делегации, така и на комисии меѓуцрковни со тие цркви. И ова прашање мислам треба да се симне еднаш да се врши од дневен ред која и како е мајка црква во конкретниот случај. Но јасно е дека од Охридската архиепископија своевремено, односно во 1219 година е одвоена епархијата Рашко-Призенска и понатаму на територијата на Српското кралство или царство е формирана Српската црква, која што добила одлука за автокефалност или томос од Цариградската патријаршија во 219 година, и оттаму двете цркви се автокефални и функционираат и понатаму. Се разбира Охридската архиепископија, која почетно не е архиепископија, туку патријаршија, таа почнува од 976 година и петмина се првите патријарси, но кога пропаѓа царството на цар Самуил или македонското второ царство, како што го нарекува Георгио Строгорски, познатиот ромејски или византиски историчар од руско потекло, од тогаш натаму се деградира патријаршијата Охридска на степен архиепископија и натаму секогаш го носи името Охридска архиепископија, но и најпознатиот, може да се рече бугарски академик по потекло Охрид, охриджанец, кој секако од нашиот род бил, тој во неговата историја, во прологот меѓу останатото потенцира: никогаш Охридската архиепископија не била зависна од бугарската црква и тоа биле две различни цркви. Како најдобар доказ за тоа е литургијата на Великден што ја отслужиле на покана на цар Душан Силниот, српскиот цар во Скопје, каде што бил повикан Никола, архиепископот Охридски, и Симеон, патријаркот бугарски или трновски, и Јоаники II, архиепископот Пеќски, бил произведен на таа божествена литургија на Великден до 346 година на степен на патријарх, за да го помаже за цар Душана, силниот српскиот цар. Тоа се вистини што никој не може да ги побие. И тука нема што да се дискутира по тоа прашање, ако во тоа време се разбира врвна улога одиграла Охридската архиепископија, односно нејзиниот предстојател архиепископот Никола, а од друга страна бугарскиот патриарх или Симеон Трновскиот патриарх, за ова работа што ја направиле за да го подигнат на степен на патриарх српскиот архиепископ Јоаники II, со тоа веќе се покажува дека тогаш постоеле три автокефални цркви на територијата на
денешна, да речеме, на денешниот полуостров, што го викаме ние, тоа е Македонија полуостров или Македонскиот полуостров, инаку се нарекува Балкански полуостров според планината Балкан и така натаму. Сепак Вранишковски меѓу другото тврдеше и дека Охридската архиепископија била бугарска институција. Кој се лаги ги кажа тој зошто треба да се реагира на неговите невистини? Никогаш Охридската архиепископија не била бугарска. Так. Прво, зошто? Затоа што почетокот на Охридската архиепископија е Свети Климент Охридскиот епископ, кој што се именувал како прв словенски епископ на Балканот или на Македонија, во Македонија. Рековме, ако овој остров го нарекуваме Македонија, така повеќе прилега отколку Балкански, и се едно, како е прифатен сега како Балкански полуостров, се знае дека најдобриот ученик заедно со Свети Наума се тие на светите браќа Кирил и Методи по прекинувањето на мисијата нивна во тогашното каде што биле испратени да ја вршат мисијата во Моравија и Панонија, светите браќа Кирил и Методи. По смртта на Свети Методи во 885 година биле протерани учениците нивни и посебно преминале овие најдаровитите ученици, Свети Климент и Наум, Сава Горазде Ангелари, преку реката Дунав ги пречекал Боритакан, бојарот бугарски, еден од солдадарите на Бугарското царство на цар Борис, и биле испратени во седиштето во Плиска или Преслав подоцна на Бугарското царство. Но е неверојатно како најдаровитиот ученик на светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент, да не се задржи, да не го задржи царот во престолнината, зашто обично се задржуваат тука и тука треба да биде сештето на црквата. Што било причината? Свети Климент да биде отстранет од престолнината на Бугарското царство, да биде испратен во Кутмичевица. Прво, затоа што не се согласувал да се поништи азбуката што измислија светите браќа Кирил и Методи, а тоа е глаголицата. Таму се јавил некој презвитер Кирил, кој што ја упростил глаголицата и по него, според него, почнале да нарекуваат таа нова азбука, кирилица и така натаму, а Свети Климент бил испратен во Кутмичевица, областа на Домент, вториот совладетел на цар Борис, и таму ја развил својата дејност, но исклучиво на црковнословенски, односно на словенски јазик, или старомакедонски, старословенски, како ќе го наречеме, не е битно, но битното е дека таму се одвива целата мисија на Свети Климент. Таму е Охридската школа со 3000 ученици што завршиле, кои биле испратени во сите словенски земји. И она што го направиле или започнале светите браќа во Моравија и Панонија, тоа го продолжил и го мултиплицирал, ако може така да се рече, Свети Климент, и со книги ракописни кои биле испраќани во сите словенски земји што го примиле православието. И исклучиво само во Македонија се вршела службата на старословенски или старомакедонски јазик, додека званичната служба во Бугарската црква била исклучиво на грчки јазик. И таа работа затоа никогаш немало ништо заедничко посебно, освен кога бугарската држава ќе окупирала Македонија, како во тој случај што било, и зошто, да речеме, Свети Климент барал оставка во својата 80-та година од неговата епархија, затоа што таму веќе биле подготвени трупи воени за да се водат војни со Ромејското царство или им подоцна именувана Византија, а не сакал да се пролива крв Свети Климент и затоа барал да даде оставка како реакција на тоа што царот имал намера да отвори воена
таму војна да се отвори на тие простори каде што тој ја извршува својата мисија. И од таа гледна точка, значи, конечно да се знае дека ниту црковно била бугарската црква, односно Огринската архиепископија бугарска, но била во одредени периоди и Бугарија под Охридската архиепископија, но исто така е била и Српската црква под Охридската архиепископија во одредени периоди, и се знае дека пак после Втората светска војна се случи обратното, односно мора се рече после Првата светска војна ние сме доделени од Цариградската патриаршија како дел од Охридската архиепископија, тие 7 епархии на Српската православна црква. Оттаму Цариградската патриаршија немаше никакви права и можности да се меша во юрисдикцијата на Српската црква, и затоа Српската црква беше компетентна како црква која ни дала нам епископи по Втората светска војна, во тој контекст гледано како мајка црква, не во друг контекст, историски контекст не. Таа е она што треба прво да не признае, и затоа таа ни даде и автокефалност, односно томос за автокефалија. Вие добро го познавате, но озборуваме за човек кој што постојано, народски кажано, сипа песок во сојузничката осовина, излегува и кажува работи кои што се далеку од вистината, некогаш и од умот, да се рече слободно, но кој е Јован Вранишковски со световно име Зоран, човек кој што во 2008-та беше суден за проневере на 250.000 евро од МПЦ, меѓу другото и осуден 2009-та, но апелација постојано, не случајно, мислам, го буткаше делот. Видете, во неговото искажување и порано и во последното се служи со големи манипулации. Жалам јас и Господ да му прости ако може да се даде прошка за свесни невистини, изнесување на свесни невистини, а тука се изнесување на свесни невистини. Прво и основно, треба некако хронолошки да ги поставиме работите околу неговиот најнапред избор за архиереи. Во тоа време ние бевме, јас како надлежен митрополит на прво Преспанско-Битолската епархија, потоа во ноември 1995 година избран бев за митрополит австралиски, после се додаде името новозеландски на собранието кога се донесе новиот статут за таа епархија, првиот статут и така натаму. Се искористи таа можност на моето отсуство, тој станал известно време секретар на митрополитот Наум Прво во Струмица. Потоа, кога се вративме, му беше дадена да уредува библиотеката и во меѓувреме наводно бил замонашен од митрополитот Наум во манастирот Свети Архангел Михаил во Варош, и бидејќи се имаше потреба од нови архиереи, а имаше само една епархија упразната, а тоа беше епархијата Повардарска со изборот на Михаил, епископот, односно митрополитот Повардарски за поглавар на Македонската православна црква. Беа предложени двајца, и тогаш се одлучи, бидејќи нема две епархии, да биде тој кај мене во мојата епархија администратор, односно викарен епископ, а во епархијата Брегалничка, која беше на тогаш митрополитот Стефан, по избор од него, по смртта на дедо Михаил за поглавар на Македонската православна црква, требаше тогаш да се распределат епархиите, во Повардарската да оди Агат Ангел митрополитот, а таму да оди Јован. Но тоа не се случи, имаше тука известни непријатности, отпосле беше поставен за администратор на таа епархија,
Настана некои непријатни ситуации, кога некои 40 и повеќе можеби попади и протестира против него, наводно да ги малтретирал на свештениците. Првата комисија ништо не реши, потоа поврав јас во комисија да бидам и констатиравме дека треба тие да покренат судска постапка, но не покрена. Во меѓувреме беше замолен и измолен некако Агат Ангел, митрополитот Повардарски, да ја преземе таа епархија, да се заменат, и тој беше поставен за митрополит Повардарски, и дека отпочна таа работа, но и тука имаше големи непријатности. За оној период, додека беше како викарен епископ во епархијата Престојанско-Битолска, имаше исто работи што беа, можам да речам, недозволени. Дори и физички пресметки. Да, па не, таму стануваше збор прво за измами, неколку измами што се направени. Првата измама беше со тоа што тој на секретарот му рекол дека треба да му ги дава нему сите средства од придонесите за неговата плата, а и платата, што не е со закон дозволено. И затоа беше после она што рековте на суд даден, кога беше на суд даден и се докажа дека тој практично ги присвојувал парите од придонесите за своји цели. Друго што направи исто така таму, нешто во врска со книги што купувал во библиотеката од Белград и од други места, дека не било баш во ред сето тоа, дека имало купување по поевтини, продавање по поскапи суми и така натаму, но најпечатливо беше тоа дека тој извршил измама на тогашниот директор на СМС, и како се викаше таа, и сега што е надлежна за РЕК горе во ЕСМ, да, таму на Панде му се обратил и му рекол дека тие 500.000, не знам дали стануваше збор за марки или евра, бидејќи тие после преминаа од марка во евра и така натаму, дека сме се договорили наводно ние тој да ги земе и да ги употреби за црквата соборна Свети Димитри, што е измама. И тоа што се вели ноторна измама, и ги злоупотреби тие пари. И тука веќе имаше злоупотреба, затоа што никој не му дозволил да ги троши тие пари, но исто така тогаш имаше и други злоупотреби, имаше донатори од РЕК кои отишле таму да купуваат со него некакви полиелеи, и во купувањето на полиелеите договарал, а луѓето знаеле грчки, тој мислел дека не знаат, повисока цена да понуди продавачот за да си поделат меѓу себе и така натаму, и малку беше тоа. Згора на тоа дојде кога требаше да се сели од нашата епархија за во Бреговничката епархија возилото што го зеде од епархијата, тоа требаше биде епархијско возило, бидејќи Републичката комисија за неверските заедници 7 милион денари даде за да се купи возило како викарен епископ да има да се вози тој. Но тој си го присвои возилото, го регистрирал прво на архиепископија од една страна. Друга страна, возилото не е купено со пари и тука кај нас, тука од Грција се смета дека му го подарили грците за улогата што имал со нив во врска со сето она што е на штета на црквата, па и ако сакат и на нацијата наша, бидејќи тој никогаш не се изјаснил откако почна да разговара и преговара со грците дека е македонец во вистинска смисла на зборот, и ниту сега, знаете дека и во јавноста има негови јавни искази дека тој прво беше најпознатиот македонец,
од потомството на Филип и Александар и така натаму, па со тоа манипулираше и ги убедуваше и србите и грците, па после беше србин, па после стана грк и на крајот на краиштата дојде дека сега е ромеец и така натаму. Добро, тоа е негов проблем. Византија. Не е наш проблем, но треба да се каже вистината дека тука нема ништо со тоа вистинито и дека тука имаше и други измами околу материјалното финансиско работење. Со парите што ги зеде во Поврската епархија од Трифун Костовски и не ги употреби за обнова на црквата Свети Пантелеј во Велес, туку ги однесе во Бугарија во банка за да земал камати големи и така натаму. И сега сите тие нешта, судењето што беше, дури кога е купил таа зградата во Велес, не знам колку илјади евра беше, да не манипулирам со сумата, на едно момче кое што на судот тврдеше дека му ветил, ако даде изјава дека тоа му позајмило многу пари, па за сметка на тие пари што му ги позајмило, тој ќе му даде како награда 7.000 евра. Не се случило тоа и на самиот суд сведочеше тоа дека тоа било измама, го измамил и него и така натаму, а се знае сето тоа натаму што беше, сакам да кажам, тоа е по однос на ваквата измама со материјалните работи. Так. И исто тоа да потврдам дека мене ми кажа човекот кој што им исплаќал на мајсторите кога купија некое земјиште ваму во Нерези беше ќе градеа црква и не знам што, и на мајсторите им се плаќало нормално во кеш и така натаму, а тој го убедувал благајникот да каже дека воопшто не им исплаќал. Тој рекол, јас сум сериозен човек, не можам да лажам така, извини, немој владико, не ме терете да лажам, и повеќе тој го напуштил таа улога да биде благајник кај него и така натаму, така што сите овие работи се докажани и мислам дека сите обиди на вешто манипулирање со јавноста, со луѓето, дека тука нема никакви злоупотреби од негова страна со материјалното и со другите злоупотреби, нема ништо вистинето. Дури ќе се сетам на една интересна злоупотреба или измама што е направили со свештениците од Поврската епархија кога стана митрополит, за она кога пред известно време даваше изјава како ние со митрополитот Наум сме отишли во Велес и сме разговарали дека ќе се заврши приказната договорот после така наречениот Нишки договор со Српската црква. Точно е дека ние бевме во Велес и разговарахме, но тој нам ни кажуваше друга приказна, дека патриархот Павле е согласен да ни даде нам автокефалност, писмото ќе стигне и чекавме, јас рекол дека писмо не видиме, што нуди. Светејшиот патриарх Павле нема да прифатиме. А ако дојде писмо такво и ако е навистина прифатливо, ќе го прифатиме. Писмото не дојде, подовме кај архиепископот Стефан и не можевме ништо да му кажеме конкретно, бидејќи немаше никаков доказ за тоа. Ето и кога виде дека не му помина измамата со нас, тогаш одлучи самиот да оди и да ја создава така наречената ПОА, отиде во Грција, доби големи награди, крстови, панаги и така натаму, Српската црква, мислам, архиереите на Српската црква и патриархот цело време ги мамеше со тоа дека цел народ е со него и дека готово, ние ќе завршиме, ако тој добие некоја си парацрковна организација, ја доби ПОА како парацрковна организација, но сите знаат дека таа ПОА заврши со толку, некои стотина, купно кој владици, кој калуѓери, калуѓерки, свештеници, па и верници, па нека се и 200, тоа не е ни една парохија. И разбра и србите, разбра архиереите на Српската црква, дури блажено починатиот Јефтич, владиката, имаше кажано зошто не измами ти дека цел народ е кај тебе кога доше да служат
Имало толку колку што имало платеници, како што беше една женичка таму рада од архиепископијата, која добивала и дневници за да оди таму и така натаму. Ги знаеме сите тие манипулации. Не е добро да се манипулира и уште помалку е добро да се манипулира во сегашната ситуација, каде што тој вели дека кај него сега црквите биле преполни со верници, што игла немало кај да падне, а порано као да немало никако човек кој што водел мисија таму. Свесен ли е дека тој против оние свештеници што сега му служат, не му говори, нив ги напаѓа. Па владиката не е секој ден во парохиите, во секоја парохија си е свештеникот. Значи, ако нешто не е во ред, тогаш вината е на свештениците. А кој му ги собране на свештениците? Тој или со оној пеđа некој предраг што го носи некој гуру духовник од Србија, во црквата Свети Никола, во Демирхисар, што ја нарече Гробјанската, таа единствена црква што е изградена во мое време, во која таму служел и со тој пеđа правеле после тоа разговори со народот и каде што се мајтапеше со владиката Петар дека одел по трпезите, па не му давале верниците повеќе убави трпези и на крајот на краиштата завршил со тоа што го избркале. Мислам дека човеков не знае веќе што зборува и таков однос да се има, особено кон оној кој е најзаслужен за него, за да добие епархија, дел од мојата епархија, бидејќи во мојата епархија никој не очекуваше дека ќе се согласам да дадам дел од епархијата, поточно нему. Заради тоа што сите други браќа архиереи епархиски, никој не би му дал ни едно пусто село без ниту еден верник, откако се случи она, кога ние ја добивме автокефалноста и требаше се реши прашањето со ПОА. На молба на неговата светост, патриархот Порфири, јас му дадов 3 општини: Крушево, Демирхисар и Кривогаштани, а 3 јас поголеми општини задржав: Битола, Ресен и Прилеп. Тој има 100 цркви во кои се уште 20 манастири. Велеше дека бил во катакомна црква. Еве му можност, зашто не направи нешто да видиме што направил мисијата, за каква мисија станува збор. Затоа што освети 3 цркви што во мое време се комплетно подготвени, направени: манастирот Свето Преображение во Крушево или една црква Свети Константин и Елена таму во Граиште некаде е Демирхисарско. Па не видите, мислам дека треба да бидеме реални и нормални за сите овие работи и со тоа да завршиме. Значи, нивната улога за она што го велат, дека тие придонеле за автокефалноста на Македонската православна црква, може да се во обратен случај земе предвид, а не во онаа светлина како тие што ја кажуваат тоа. И каде што велат во последно време дека уште менталитетот расколнички на епархиските архиереи во МПЦ на синодот не бил надминат. На што личи тоа? На што личи? Така ли се пристапува кон Македонската православна црква? Така ли се инкорпорира, влегува во црквата? Па единствено сите тие по прашањето на имотно-правните прашања, на објектите што тие ги користеа како ПОА, дали се на име на нивни роднини, пријатели или на некои личности, како што е имотот бил на првата таа калуѓерка Олимпијада, која што ете се омаши за некој албанец таму, а уште не е расчинета и така натаму, па го претварли имотот на таа другата монакиња Магдалена, не го префрлува, одлука има на синодот и на нашата црква и на синодот на СПЦ и на соборот по расформирањето на ПОА да ги префрлат имотите на МПЦ. Единствен кој префрли имот на МПЦ е
игуменот Мојсей во нашата епархија, кој си доби канонски отпуст од кај него и премина кај нас, а него го напуштија сите монаси, оној Висарион што го даде тој имот на кого и претходно фигурираше тој имот во Лагово, Старо Лагово, во Прилепско, и на крајот на краиштата, ете тоа е. Сега, гледано од тој аспект, секогаш се говори и фали дека тој многу заслужил за и тие во ПОА за автокефалност на Македонската православна црква. Па ние сите понижувања што ги добивме од Српската православна црква до таа мера да бидеме веќе ставени на тапет, да така се изразам, за расчинување ние архиереите. Па тој го расчинуваше Кирил владиката, и јас бев тој што организирав цело свештенство во МПЦ да стони и дека ние нема да дозволиме СПЦ да расчинува архиереи, бидејќи го нема тоа право. Со одлуката нејзина од 59 година, каде што вели уставот на СПЦ не важи за архиереите во МПЦ. И ние за се изборивме. Сите тие понижувања до таа мера да им биде забранувано на нашите верници во целиот православен свет да се причестуваат, беше негово дело. Тоа е негово дело и сите понижувања во сите помесни православни цркви што се правеа беше на негово инсистирање со укажување дека ние сме загубиле благодатта. Па добро, од каде доби тој благодатта? Па тој од нашата црква стана и ѓакон, и еромонах, ако е еромонах, и архиерей, и митрополит во нашата црква. Од каде ја доби благодатта? Значи, тогаш ние бевме исто непризнаена црква. Ако сме да непризнаена црква, немал благодати за него. Како сега тој кога стана веќе така наречен архиепископ на ПОА, сета благодат кај него се пресели. Мислам, тоа се некои нереални работи, кои што е срамно да ги дискутираме, а камоли да ги прифатиме како нешто нормално. Очекувате ли одговорност да има Светиот архиерејски синод да покрене некаква постапка против него поради сите овие инциденти? Па не, јас не очекувам ништо во таа насока, бидејќи ние во прво да го дообјаснам оно уште збор да не ми отиде мислата. Имено ако некој има најмногу заслуги за тоа што нам ни е сменето името, знамето во државата и што е сега спор со Цариградската патриаршија околу името на црквата и да кажуваме име на државата и на нацијата Македонија, македонско и така натаму, тоа е негова заслуга и заслуга на ПОА. Бидејќи никаде нема тие едно М во цела таа нивна така наречена организација, парацрковна организација ПОА. Затоа беа примани во сите цркви и сослужува затоа што требаше да се смени името. Прво, ако црквата го смени името, лесно е да го смени државата. Државата го смени името, го смени знамето, сменивме, сега сме северна и така натаму, сега уште ние единствена институција, како што се нарекува Македонската православна црква, иако таа гледано догматски не е институција, тоа е Божја заедница, ние само остануваме цврсто и ќе останеме до крај на тоа дека нема да се откажеме од името Македонија, Македонска православна црква, македонска нација и се што е македонска посебност. Што значи тука е целиот проблем, а пак сите признаа, почнувајќи од Цариградската патриаршија натаму, дека токму заради тоа што ние ги издржавме сите овие искушенија, сите понижувања до крајни граници и конечно пак останавме тоа што сме, затоа ја добивме автокефалноста од Српската православна црква со името уставно и од Руската православна црква
и од сите други цркви сме признаени како канонска црква, вклучувајќи ја Црвенската патријаршија, која ни даде од таков акт дека сме канонска православна црква. И ние сега нема што повеќе да дискутираме. Значи, на прашањето со нашата автокефалност, од секогаш сум говорил и потврдувам, било исклучиво политичко, а не канонско црквено. Тоа се покажа и ние автокефалност ќе добиевме од Цариградската патријаршија, ако баравме многу одамна. Дури по војната, кога се добивме и со архиереи и така натаму, ако се откажевме од името Македонска православна црква, и дури на еден од браќата архиереи на Српската црква му беше забележано зошто го менил ставот по прашањето на нашата црква, одговорот беше во јавноста од него до архиереи на грчките цркви, односно црквите од грчкото јазично подрачје. Сите точки 10 што беа поставени за автокефалност во своевремено кога се расправаше во Швајцарија околу нашето прашање, беше кажано дека ние практично сме ги исполниле сите тие точки, затоа ни е дадена автокефалноста од една страна, а од друга страна досега што не била даден томос или што не сака да ни даде томос Цариградската патријаршија е исклучиво прашањето зошто ние не се откажуваме од името Македонија, Македонска православна црква, македонски народ и македонска нација и се што е посебност македонска. Значи тоа треба да се знае и дека во тој контекст може да се рече дека ПОА направила нешто што ја исцрпивме и неа и сите тие притисоци од сите цркви, особено од Српската црква во времето кога ги убедуваше Јован дека ние, владиката Јован, митрополитот Јован, дека ние практично како црква не сме македонска, не сме нација македонска, немаме ништо македонско и затоа само така можеме да добиеме автокефалност и само така можеме да добиеме и суверена држава ако се откажеме од името, односно, како што се случи со промена на знаме и со промена на името во смисла на додавка, она што ни е ставено. Така што во тој контекст треба се знае дека можело и без тоа да се добие автокефалност и тоа од оние кои најмалку се очекуваше, кои беа премногу измамени од страна на Јован, зборувам на Српската православна црква и на другите помесни православни цркви, дека нема друго решение освен да се откажеме од име, од црква македонска православна, од држава, од знаме и од така натаму и така натаму. На крајот на краиштата испаѓа дека еднаш ја кажал тој вистината. Знаете фразата византиски игри, тој рече дека е византиец, па кој би правил византиски игри, односно сплеткарење и сето тоа. Жал ми е мене што ова се случи сега. Јас мислев ако не излезеше тој со вакви негови изјави и да бара биле нефункционални тие партии што тие ги имаат, на кои што се согласиле и добиле преку леп погача, што се вика, сега, тоа сето да се случува и немаше да излезам како владика, да дискутирам за ова, ако прв тој не почнеше и не кажеше невистини и измни такви кои што кажа. И треба да се каже еднаш за секогаш вистината за сите работи што постојат и особено мора да се ова ќе завршам, се додека и во црквата, како и во општеството, во државата, има неказнивост, се додека кај нас имаме расчинети свештени и свештеномонашки лица и монаси и монакињи, луѓе кои не се го напуштиле
чинот, односно ја пуштиме службата свештеничка или монашка, монашкиот завет, а не се расчинети од страна на црковните судови и тие се некои од нив дури оженети, омажени и така натаму, имаат семејства, не личиме на црква така. Ние мораме, како што во државата се поставуваат прашањата, да проработи, да профункционира правниот, уставниот систем и обвинителството, така мора и во црква да функционира безпрекорно, ако сакаме да имаме ред и поредок и да видиме вистинска автокефална православна црква. Ви благодарам што бевте мој гост. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.